Се наоѓаме на тениските игралишта во Пробиштип, кои што се направени пред 10 години и кои што се едни од најискористените игралишта во, можам да кажам, во Македонија. Пробиштип е, освен фудбалски град, одбојкарски град, кошарка, сепак можеме да кажеме дека и тенисот е еден од најпопуларните спортови во Пробиштип. Порано, кога ги почнувавме турнирите, тие почна можда пред некаде 20 години, правевме на импровизирани игралишта. Имаше тука едно асфалтно игралиште, потоа имаше игралиште горе, турнирите се одржуваа кај споменикот, и дури има правено еден турнир во селото Пробиштип, кај на еден бетонски терен кај училиштето. Откако се направи овие игралиштета, турнирот доби на друг квалитет и последните години, освен овие 2 години кога поради пандемијата од коронавирусот моравме да направиме пауза, правиме прекрасни турнири кои можам да кажам дека се едни од најубавите во Македонија. Ево од кои причини. Најпрво затоа што има во Пробиштип многу добри рекреативни играчи, и втората работа што секогаш спонзорството се прават под покровителство на општина Пробиштип и градоначалникот кој што е во тој момент. Сега покровители на овој турнир се градоначалникот Драган Анастасов и општина Пробиштип. Значи тие обезбедуваат логистика, односно топчиња за играње, водички за освежување на играчите, обезбедуваат едни солидни награди кои што можам да кажам дека дури во Македонија на многу посериозни професионални турнири ги нема. Оваа година имаме доста пријавени играчи. Направивме костур од 16 играчи со носители, значи како еден прав професионален турнир, и имаме и турнир во двојки кај што се пријавија 8 двојки. Турнирот почна од денеска, значи од 18. Планот е да се заврши во идната среда на 24. каде во 16 часот е планирано финалето да биде, така да ги поканувам сите граѓани на општина Пробиштип кои што се љубители на тенисот, кои што денеска е еден од најпопуларните светски спортови, да бидат присутни на финалето барем. Инаку планови за турнирот за следните натака години има многу. Јас направив еден тениски клуб кој што се вика Парк и регистриран, кој што планирам да прерасне во соработка со општината, малку да го прошириме играњето, да направиме школа за деца. Можеби ќе излезе некој нов Џоковиќ, Федерер или Надал од тука, затоа што и тие имат излезено од мали места, и да овој турнир прерасне малку пошироко, да биде на Источна Македонија, да биде Пробиштип Open, значи да може да си прејавуваат и играчи од другите градови. Мала колку што се сеќавам, на некој од претходните турнири имаше играчи од Кратово, така да можеби ќе има и во женска категорија. Кога ја спомнав женската категорија, можам тука ќе ја спомнам мојата ќерка Софија Милановска Јордановска, која што е една единствена, можеби професионална тенисерка која што е била од Пробиштип, која што има играно професионален тенис, беше членка на репрезентацијата на Македонија до 14 години. Инаку ние како доктори се занимаваме со тенис сите, и тука на турнирот има повеќе доктори, речеме има на 6-7 доктори, така да тенисот е многу популарен спорт кај докторите, и учествуваме на Medical Open, значи македонски правенства, кои што ги има веќе многу, и секоја година на Балканијада во тенис, на која што играат, еве тука можам да испомнам, на докторските играат Ѓорѓи Стојковски, Џоле, игра Дарко Андоновски, колегата, игра мојот син Горјан Милановски, кој што игра и на Балканијадата, и Софи игра на Балканијадата, така да имаме веќе една добра традиција која што би требало да прерасне, да ја подигнеме малку на едно уште поголемо професионално ниво.